Почитувани дами, на почетокот сакам да ви го честитам Меѓународниот ден на жената 8 март и посакувам секоја година да сме побројни и погласни во борбата за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Ги поздравувам и организаторките на оваа значајна конференција: Кристина, Наташа, Ема, Џулије, Емили и сите останати кои го организираат овој настан по трет пат, кој веќе преминува во традиционална манифестација со која се истакнува значењето на нас жените со фокус на македонската жена и нашиот трнлив пат низ македонската историја. Поздрав и до првата амбасадорка на Македонија во САД, Љубица Ачевска, како и до Александра, која што е основач на Quick Fit Bites, како една од најголемите поддржувачи на оваа конференција во организација на Обединетата македонска диаспора. Мои дами, жената е столб на семејството, но и на општеството. Местото на жената е секаде околу нас, секаде каде што може со својот личен и интелектуален потенцијал да придонесе за просперитет, развој, но и на сопствен и на државата. И тоа не е само еден ден. Секој ден треба да е наш ден, ден на мајките, жените, девојките, на сите промоторки на еднаквите права и на бришење на предрасудите дека се уште постојат машки и женски професии и дека се знае каде е местото на жената. Македонската историја има бројни примери на жени кои го кренале гласот за подобро утре, кои со своите две раце и цело срце се избориле за благодетите кои денеска ги уживаме: слободата и правото на достоинствен живот. Нашите храбри жени хероини, Сирма Војвода, Невена Георгиевска Дуња и бројни други не задолжија да продолжиме да одиме по патот кој тие го трасираа, патот на непокорот, на правдата и на рамноправноста. Не е лесно денес да се оди во чевлите на македонската жена. Предрасудите се уште постојат, за жал. Секоја една од нас сама не може да направи голема разлика, колку што сите ние заедно можеме да извојуваме голема победа. Победа за сите нас. Македонската жена, за разлика од некогаш, не молчи и не е невидлива. Се повеќе нашиот глас против насилството, против неправдите се слуша. Нашиот глас, гласот на жените, треба секојдневно да одекнува во општеството за потсетник за неправдите, бидејќи не сите битки се видливи и не секоја жена може да се избори сама. Една е сама, но заедно сме силни. Нашите македонски жени денес освојуваат со своето знаење и ги бранат боите на нашата држава насекаде низ светот. Македонија има жени успешни бизнисменки, пилотки, дизајнерки и космонаутки. Ние знаеме, можеме и умееме да се носиме со предизвиците, и тоа не само во границите на нашата држава, туку и надвор од неа. Не има секаде и тоа никој не може да го побие и негира. Горда сум што Македонија за прв пат ја доби првата жена председателка, професорката Гордана Силјановска-Давкова, со што се рушат табуата дека врвните државнички позиции се недопирливи за жените. Како жена и мајка, а сега и од позиција на член во владата, секогаш ќе стојам на страната на жените и ќе се борам за нивните права. На крајот, на секоја македонска жена сакам да ја порачам: биди храбра, биди гласна и биди своја. Посакувам успешна конференција и да продолжиме со нашите успеси на секаде низ светот.